На една недела пред именувањето, идниот премиер нема да знае дали ќе ја води владата. Заев се уште не може да се одлучи кој ќе го замени од 3 јануари. На само 2 недели до формирањето на техничката влада се уште не се знае кој ќе ја води. Иако одлуката требаше да биде донесена пред една недела, па вчера, сега ќе се чека до крајот на следната седмица, вели лидерот на владеачката СДСМ и премиер Зоран Заев. Во јавноста веќе подолго време како најсериозен кандидат се појавува министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, а пред неколку дена Заев ја спомена министерката за труд и социјала Мила Царовска, која од 3 јануари го напушта своето министерско столче. Премиерот не открива кои се тактичките причини поради кои Македонија ќе биде единствена земја на светот која на една недела пред преземање на функцијата ќе дознае кој ќе биде премиер. Тактички причини ние одложивме одлуката за крајот на следната недела. Ке не разберете, заради тоа што овде се работи за микс, односно договор помеѓу власта и опозицијата, за да се состави техничката влада. Ние не би сакале да истрчуваме со било какви мерки. Мислиме дека имаме доволно време да подразмислиме, заради тоа што се работи за избор на премиер за овие 100 дена кои што предстојат, буквално 3 јануари, се до изборите, а веројатно и до формирање на идната влада. Иако одамна ги засили своите активности на социјалните мрежи и медиумите, Оливер Спасовски се уште одбива да каже дали е подготвен и дали тој ќе биде техничкиот премиер. Неиста бранова должина со него и Царовска. Овие дискусии се водат на местото каде што треба да се водат и премиерот кога ќе има одлука, тоа ќе биде соопштено, јавноста ќе биде запознаена. Во владата не е само новиот шеф, она што останува непознаница, поради други најверојатно тактички причини, СДСМ и ДУИ го продолжуваат судирот околу новиот изборен модел со една изборна единица и покрај најавата на спикерот Џафери дека нема да има време за дебата во собранието, Заев убедува дека до истата може да дојде. СДСМ ваквиот модел го ветуваше во предизборната кампања во 2015 година, но за негова имплементација чекаше цели 3 години, кога најверојатно веќе е предоцна. Ниту сакаме, ниту имаме право, ниту треба да се откажеме. Јас сум свесен дека со ваков огромен број на амандмани и од ВМРО-ДПМН и од ДУИ, тоа буквално изгледа невозможна мисија, но тоа дава можност и за диалог, за разговори и за се. Инаку дека нема време за промена на изборниот модел за изборите закажани за 12 април, неколку пати предупредуваше и ОПСЕ, но Заев сепак, барем пред медиумите, останува решен дека имало време.